Чуварите, стражарите, раководството или осудениците, кој владее со затворскиот систем во Македонија што години наназад тоне во корупција. Гневната јавност бара одговори на ова прашање откако Васил Јованов, 20-годишникот што ја усмрти младата дизајнерка на пешачкиот преминка и универзална сала, успеал во притвор да си обезбеди мобилен телефон. Корените на длабоката корупција во затворите широм Македонија е децениски проблем, а ниту една промена на власт не успеа да ја искорени. Општо познато е дека сите притвореници па и осудени лица во Шутка имаат мобилни телефони, новодојдените ги набавуваат од чуварите или од затворениците со подолг стаж. Поранишниот началник во МВР Љубомир Ѓурчевски вели дека потребни се итни реформи на затворскиот систем во Македонија, а треба да се почне од најдолу, од корумпираните чувари и затворениците на кои им цути бизнисот за решетки. Прво треба да се почне од најнискиот ешалон, односно од чуварските служби кои што и како се корумпирани и се во тесна спрега со осудените лица. Значи таму треба да се прават нови едукации, ново прераспоредување, утврдување, односно истраги за тоа, за нивната инволвираност, кој со кој што, кој како, значи да се изведа докази понатака, да се прошири надлежноста, односно можноста за ангажирање на педагози, психолози и социолози кои што се итекако битни во ресоциализацијата на осудените лица. Покрај стражниот затвор во Шутка и за озогласеното Идризово во јавноста се говори за ланец од подмитливи чувари. Алфа досега има објавено и сведоштва на затвореници кои преживуваат рекети уцени од затворски стражари. Јанко Јаневски е еден од нив. Тој, не верувајќи во системот, се одлучи јавно да говори за пеколот што го преживува. Затворскиот полицаец Миро Димов е алкохоличар кој често доаѓа на работа во пијана состојба и за одредена сума на пари може да ви донесе во затворот под надвор што душа ги ви посака, например дрога, кеш пари, алкохол, раке и така натаму. Има барано по 100, 200, 300, 500 евра со образложение дека му треба за регистрација за кола да му се помогне, за на свадба, за на лекар, за не знам ред други работи, тоа се негови можеби измислици, само како да дојде до некои пари. По ова, обвинителката Лиле Стефанова од организиран криминал се заинтересира за случајот и ги повика инволвираните на сослушување, но откако отиде во вишето обвинителство, нема никакви информации дали имало или не корупција кај чуварите од Идризово. Инаку, во последниот извештај на Комитетот за превенција од тортура на Советот на Европа се зборува за физичко злоставување на персоналот врз затворениците, пренатрупаност и корупција што го подкопува функционирањето на затворот, а затворениците се држат во нехумани услови. Со доаѓањето на новата власт и поставувањето на новиот директор на затворот во Шутка, досега се направени повеќе притреси како и вонредни инспекциски надзори од страна на управата за извршување на санкции. Во повеќе наврати беа запленети мобилни телефони, дрога и недозволени предмети.